за нас представува огромна чест и задоволство што денеска сме овде во Стопанската комора, каде што можеме да презентираме дел од програмата со која што ВМРО ДПМН и коалицијата ќе настапат на следните парламентарни избори. Се чувствуваме секогаш добре дојдени. Приемот од страна на председателот Азевски и на соработниците и членките во Стопанската комора секогаш бил на највисоко ниво. Би рекол, се чувствуваме како дома и јас сум многу благодарен. Ценам дека изминатиот период имавме исклучително квалитетна соработка. Нормално политиката и бизнисот да имаат редовна комуникација, затоа што бизнисот е оној кој што ја движи Македонија напред, кој што ја развива, а ние како одговорна политичка партија, како најголема политичка партија во Македонија, сакаме да слушнеме од бизнисот кои се, би рекол, работите кои што треба да се променат, кои се пречките на кои што не идува бизнисот, кои се предизвиците кои што заеднички треба да ги решаваме, а ние како политички партии да помагаме во тоа. Очекуваме како ВМРО ДПМН и како коалиција да оствариме висок резултат на парламентарните и председателски избори, да ја формираме следната влада, а со тоа и програмата со која што сега настапуваме пред граѓаните да биде програма на следната влада. Нераскинлив дел од сето тоа е и бизнисот, стопанските комори, Стопанската комора и голем дел од сугестиите кои што беа дадени во процесот на креирање на таа програма се содржани во истата, а во иднина ќе бидат и дел од работата на идната влада. Се разбира дека тој процес е динамичен, не можеме ние од сега да знаеме што ќе се случува за 1-2 години, бидејќи не секогаш зависат работите само од нас. Ние сме дел од еден глобален систем и работите кои што се случуваат во тој глобален систем влијаат и врз нашата држава, врз Македонија и врз стопанството на Македонија. Но важно е да ги определиме главните правци, да нема отстапување од тие принципи, од тие вредности, од тие очекувања. Тоа е она што го очекува бизнисот од нас, политичарите, и од работата на владата. Ние немаме такви отстапувања. Она што го спомена председателот Азевски, дека представуваме често пати ние политичарите список на желби, а најчесто политичарите тоа не го реализираат. Ние во оваа програма имаме, би рекол, многу внимателен пристап. Направивме отприлика една проекција како би се развивал буџетот во следните 4 години, што е она што можеме да очекуваме и колкав е оној простор со кој што може да располага фискален идната влада во делот на инвестиции и поддршка. Многу сме внимателни, би рекол конзервативни, на моменти и превнимателни, затоа што чуда се невозможни, а ние не сме чудотворци да ветуваме чуда. Секој некој што ветува чуда не ја говори вистината и се обидува да манипулира. За разлика од изминативе повеќе децении, ние сакаме овој пат на вистина да дадеме надеж, но надеж која што се темели на вистински и остварливи работи, а не надеж која што се темели на лага, која што многу брзо се распрснува и потоа тоа представува едно големо разочарување. А тоа разочарување резултира со напуштање на државата, одселување пред се на младите, бидејќи нема перспектива, нема стратегија, нема визија, нема иднина. И од тие причини имаме многу внимателен пристап и цениме дека како идна влада со овој внимателен пристап, со одлучна борба против криминалот и корупцијата, со применливи и остварливи мерки во економијата, со голем фокус врз образованието и пазарот на труд, обезбедување на основни услови за да можат нашите граѓани да веруваат во системот, ќе го оствариме она кое што го предвидовме и за кое што разговаравме со председателот Азевски и со неговите соработници, а тоа е Македонија да има еден динамичен раст,
а со тоа и ќе ја вратиме довербата на граѓаните и зошто да не и оние кои што се разочараа и замина да се обидиме да ги вратиме назад. Така што, еве да сумирам, благодарен сум што имавме можноста денеска да видиме овдека во Стопанската комора примени од страна на председателот Азевски и членките во комората и неговите соработници. И се надевам дека оваа соработка, да не речам сум сигурен, дека ќе продолжи и во иднина помеѓу идната влада на ВМРО ДПМН и коалицијата и Стопанската комора, и на тој начин ќе можеме заеднички да ги совладаме предизвиците кои што следат и заеднички да ја развиваме Македонија онаква каква што сакаме да ја видиме. Ви благодарам. Ако имате прашања, повелете, ви стоиме на располагање. Во вашата програма има намалени даноци за граѓаните или за фирмите? Што тоа значи кога се намалат даноците и дали оваа мерка на оваа влада сега што е за поврат на ДДВ за граѓаните ќе остане доколку вие дојдете на власт? Тие мерки кои што цениме дека се позитивни, ќе бидат дел од програмата на идната влада, но не цениме дека работата на оваа влада, на СДСМ и ДУИ изминатите 6,5 години, 7 години, беше добра и во интерес на граѓаните, посебно во делот на економијата. Мислиме дека се направија многу пропусти и тие пропусти ќе бидат дел од ревизија на идната влада на ВМРО ДПМН. Посебно тука мислам и го издвојувам работењето на управата за јавни приходи, фондот за иновации, каде што се потрошени неколку стотици милиони евра, меѓу кои се и иновативни рецепти за пица и слично, каде што сакаме озбилно да се занимаваме и да видиме каде завршија тие пари на граѓаните и кои се ефектите од тие пари на граѓаните. А во делот на даночната политика на идната влада на ВМРО ДПМН ветуваме предвидлив рамен данок, кој што во даден момент е 10%. Исто така предвидуваме и за мултинационални компании кои што ќе консолидираат добивка во Македонија, данок до 5%, данок на добивка. Предвидуваме јасна политика во делот на парафискалните давачки, во делот на царинската политика, регулаторната гилјотиња, сето тоа кое што е содржано во програмата на ВМРО ДПМН беше презентирано овде и цениме дека на тој начин само ќе го олесниме работењето на компаниите и ќе ја придвижиме економијата напред. Резолутна борба со сивата економија, нивото на сивата економија денеска е огромно во Македонија. Би рекол 2 до 3 пати поголемо од она кое што е ниво на Европската Унија. И тука гледаме огромен простор, каде што идната влада на ВМРО ДПМН ќе посвети внимание. Не може едни компании кои што се би рекол дисциплинирани и патриотски настроени кон државата и редовни плаќачи на данокот на додадена вредност, да го полнат буџетот на сметка на други компании кои што за жал не работат онака како што ние очекуваме или пак ја стимулираат сивата економија. И затоа цениме дека мора да биде законот и обврската на целата територија на државата, на сите 26.000 квадратни километри подеднаква. Не сме да има привилегирани и да има компании од вториот, третиот на секаде на целата територија на државата. Така што цениме дека ваквиот принципиелен пристап може да биде еден од главните предуслови да го стигнеме на ниво кон кое што се стремиме и кое целиме. Во спротивно, ако правиме компромиси, тогаш ќе продолжиме да тонеме во политичкото мочуриште, се додека еден момент не се удавиме целосно и практично го загубиме сето она кое што и денеска го имаме. Овој цениме пристап кој што е чесен, принципиелен, ќе биде основен столб во работата на идната влада на ВМРО ДПМН. Како ќе направите тоа? Изминатите 20 години, јас колку сум новинар,
сите влади го ветуваат борба против сива економија, меѓутоа ниту една конкретно не представува како ќе го постигнете тоа. Тоа е моето прво прашање. Второ, споменавте рамен данок и сега даноците се 10%. Планирате да се намалат? Зборувате за данок на добивка, данок на... За кој данок се? Да, за рамниот данок од 10% планираме да се намалува во еднина, се разбира, до 8% и тоа сме го кажале. А како мислам, еве првата мерка ќе биде нема да правиме поврат на компании на данокот на додадена вредност со лажни царински декларации мултимилионски. Еве првото таму ќе почнеме. Второ ќе почнеме да правиме анализа на целата територија на Македонија, каде се применува фискализацијата после толку време, а каде не се применува. И уште ред други политики кои што планираме озбилно да ги применуваме и верувајте, не се шалиме, озбилно сме фокусирани на примената на законот на целата територија на Македонија, на сите 26.000 квадратни километри. Ако некој мисли дека постојат безцарински и неданочни зони во Македонија, во иднина со владата на ВМРО-ДПМНЕ такво нешто нема да има, како што сега има. Кои ќе бидат првите 3 приоритети што веднаш кои ќе дојдете на власт ќе ги направите? И за вас, Азовски, едно прашање, колку од програмата од ветувањето на политичката партија на ВМРО-ДПМНЕ за бизнисот се реални успехи? И кои? Конкретно. Првото што треба да го направиме е коалицијскиот договор. Влада по било која цена нема да правиме. Мора да имаме јасен коалицијски договор кои се приоритетите на идната влада. Политички, економски и приоритети во делот на борбата против криминалот и корупцијата. Откако тоа ќе го направиме, тогаш можеме да зборуваме за се останато. Во тие приоритети и во тој политички договор спаѓа и реорганизацијата на владиниот кабинет, министерствата какви што беа презентирани во неделата, кога ја презентиравме програмата, затоа што цениме дека повеќе од 2 децении е овој истиот состав на владиниот кабинет, а динамиката на глобално ниво е поинаква. И ние ако сакаме да следиме таа динамика, ние мораме така и да се прилагодуваме и така да работиме. Во спротивно, нема да има ефекти и нема да има резултати. Понатаму, мора да има напредување и правична застапеност на индивидуата. Значи, ние мора да имаме индивидуата, граѓанинот во фокус. Што подразбира тоа? Тоа подразбира дека треба да ги напуштиме политиките каде што ќе имаме полурегулиран систем на напредување и водење бизнис во државата, кои што се резултат на некои рецитиви и романтични периоди во смисла на национализам од минатото. Мора луѓето да напредуваат и да водат конкурентна економија врз основа на мерит системот и квалитетот, а не како што е сега. Борбата со криминалот и корупцијата, односно против криминалот и корупцијата, ќе повторам, треба да биде резолутна и во сите пори од општеството и многу сум сериозен за ова. Кога зборам многу сум сериозен, можеби некои од тие кои што денеска уживаат такви привилегии ќе речат не се секирајте, ќе се заврши оваа работа, така вика и останатите, но мислам дека се лажат. И ќе бидат сведоци граѓаните уште во првите 6 месеци, што сум мислел кога ова сум го зборувал. И она кое што останува главен приоритет се реформите во образованието, бидејќи со реформите во образованието ние директно ќе влијаеме и врз пазарот на труд, кој што е многу значаен фактор, бидејќи не можеме ние да зборуваме за одржлив економски развој ако пазарот на труд не ни биде онаков каков што се потребите на економијата, во спротивно ќе имаме сите ние озбилен проблем. Така што ова се главните столбови и политики кои што веднаш ќе бидат приоритет на ВМРО-ДПМНЕ. Во спротивно, ќе повторам, ќе продолжиме да тонеме во политичкото мочуриште и ќе бидеме ние уште едно од низата разочарување за граѓаните, а верувајте ми, ниту сум имал намера во досегашниот мој живот, ниту имам намера во иднина пред се да си играм со личното реноме, кое што многу ми значеше овие 46 години во мојот живот,
а понатаму ниту пак со очекувањата на граѓаните. ДДВ планирате да се намалува? Не планираме. Многу кратко, многу коалицијски партнери од власта преминуваат во опозицијскиот блок, на што се должи тоа изминатиот период, да им кажува дружба на владините коалиции? Па видете сега, предпоставам тоа прашање треба да го поставите на тие. Јас не би можел во нивно име да дадам одговор, но ние имаме принципијални разговори и преговори и принципијален договор за настап на следните парламентарни избори, заеднички договор, се разбира, и очекуваме понатаму врз основа на тој договор да функционираме како идна влада. Околу мотивот и причината, може би тие ќе треба да ви дадат одговор. Јас би сакал тоа да е фактор што тие препознале во нашата програма добри работи и поради тоа одлучиле да ја прифатат. Имаше и такви кои што преговараа со нас, не успеавме да постигнеме договор, или ќе настапат самостојно, или ќе останат заедно со актуелните владеачки партии, дали се тоа СДСМ или ДОИ, без разлика, така што ете тоа би било накратко. Господин министр, рековте добрите политики што ги има оваа влада сега ќе ги задржите, но не ми одговоривте конкретно дали онаа мерка за поврат на ДДВ за граѓаните ќе остане или не? Па видите, треба да ја изанализираме. Кога јас би бил несериозен човек, би одговарал како на квиз и би ви дал одговор со да и со не. Но бидејќи јас сум сериозен човек и во моментот претпоставувам и вие како и огромно мнозинство граѓани препознаваат во мене човек кој ќе каже нешто, треба тоа да го реализира. Но она кое што го кажав, стојам позади тоа е озбилна ревизија на работата на управата за јавни приходи, која што мислам дека не беше на висина на задачава изминативе 6,5 години. А врз основа на оваа политика која што вие ја споменувате, откако ќе направиме анализа, ќе излеземе во јавноста и ќе кажеме кој е нашиот став, дали ќе биде модифицирана, дали ќе биде иста, дали ќе има некоја нова политика која што ќе биде во интерес на граѓаните и така натаму. Кој е вашиот план за борба против корупцијата? Ја напоменавте вие оваа тема и господинот Азарски, ако земеме во предвид дека годишно десетици милиони евра се одлеваат таму, како од бизнес секторот, така и од обичните граѓани. За дел зборував на едно од претходните прашања, но ќе кажам и две работи кои што се многу важни, а кои што ќе бидат дел од таа сеопфатна борба против криминалот и корупцијата, а тоа е дигиталната трансформација која што ќе биде приоритет на идната влада. Вие не можете да се борите против криминалот и корупцијата, посебно на државно ниво или институционално ниво, доколку не воведете своевиден вид отчетност и транспарентност на работењето на тие институции. И ценам дека преку дигиталната трансформација на општеството ние ќе обезбедиме таков тип на отчетност и транспарентност да може граѓаните да следат работата на администрацијата буквално во секој момент кога и да посакат. Затоа што денеска за жал многу од процесите кои што треба да ги води администрацијата и луѓето кои што ја водат таа администрација, а често пати се именувани од страна на владата, се длабоко вовлечени во основани сомнежи за сторен криминал и корупција. Така што ценам дека ваков тип на отчетност и транспарентност во одредена мерка ќе ги врзе рацете и ќе го намали маневарскиот простор и на тој начин и луѓето кои што се дел од таа администрација ќе можат без притисок од претпоставените да си го водат процесот онака како што треба и како што заслужуваат граѓаните. Тоа е едно. Второ, многу е важно да го спроведеме процесот на проверка на имотната состојба на граѓаните. И јас тука реков дека ќе почне од мене. Јас се пријавувам како доброволец заедно со моето пошироко, односно потесно и пошироко семејство. А тој процес може многу лесно да се спроведе со едноставно споредување на неколку бази на податоци, меѓу кои што се базата на податоци на катастарот, управата за јавни приходи, централниот регистар и така натаму. И доколку се споредат тие бази на податоци, ќе видиме како
бизнисмени со милионски возен парк се пријавени на минималец, да речеме. И се поставува прашањето како тие луѓе успеваат да го стекнат тој милионски возен парк или пак имот во недвижнини. Или пак како многумина луѓе кои што во минатото биле дел од политиката станале просечни или би рекол надпросечни бизнисмени, тие или нивните потесни и пошироки семејства. Како наеднаш интернал бизнисот, како наеднаш тие луѓе би рекол 1000-кратно го зголемиле својот капитал. Не само бизнисмени, не само политичари бизнисмени, туку има и друг тип на бизнисмени кои што биле порано дел од обвинителството, дел од судството, да видиме како, да речеме, суди и обвинители несразмерно го зголемиле својот капитал кој што не соодветствува на приходите кои што ги имале, а кои што се податок кој што го поседува управата за јавни приходи. Ние имаме супер закони на хартија, но за жал тие или не се спроведуваат или многу малку се спроведуваат и ние ќе почнеме озбилно да ги спроведуваме за да не биде лицемерие овој двоен стандард. Затоа јас се пријавам како прв, нека проверат колку пријавил приходи Христијан Мицкоски, неговото семејство, нека го проверат мојот имотен статус, нека проверат со што располагам јас и моето семејство и нека излезат овие институции со информација во јавноста, а потоа ќе провериме нормално и за сите останати да видиме како тука се располагало, па да видиме како роднини на политички моќници купуваат недвижнини во центар на главен град и во други градови и така натаму, како роднини на политички моќници се стекнуваат со деловни простори од милиони евра во градовите низ Македонија и така натаму и така натаму. Така што не можеме ние да зборуваме за иднината ако нема одговорност за минатото. Ние мора да имаме одговорност за минатото ако сакаме да имаме иднина на која што граѓаните ќе ни веруваат. Во спротивно ќе се претопиме во онаа естрада и фолклор за која што зборуваше председателот Азески од минатото и за жал државата нема да оди напред. Кога промовиравте платформата, постојано е мета на критика на СДСМ, вела дека меѓу другото станува збор за слична програма како од минатите циклуси. Кој е вашиот адут во кој што ќе ги убедите граѓаните во оваа платформа? И еве економијата и бизнисот. Па видете, јас од СДСМ сигурно не очекувам и од ова раководство на СДСМ да излезе да рече браво, ВМРО, брилијантна програма имавте. Бидејќи тие вечерта ние ја презентиравме програмата, тие веднаш утрото, претпоставам, седнал некој таму и искуцал соопштение до јавноста полно со критика, со напад кон ВМРО ДПМН и кон програмата. И за мене тоа е неодговорно однесување. Зошто е неодговорно? Бидејќи партијата која што нема програма и партијата која што воопшто не представи програма во јавноста да настапува така. Јас лично како председател на ВМРО ДПМН, човек кој што го бара мандатот од граѓаните, излегов во час и половина делот тие 1198 програми и политики ги презентирав пред македонската јавност на еден јавен, транспарентен начин, може сите тоа да го видат и да оценат. И тоа е пристапот кој што мислам дека треба да го имаме ние во јавноста. Од друга страна, СДСМ и луѓето од СДСМ излегоа со една пресконференција на која што прочитаа неколку реченици кои што претпоставувам се многу мал дел од програмата која што ја имаат или се уште немаат, не знам, тие треба да дадат одговор. И истите тие луѓе понатаму безсрамно излегоа во јавноста со таков напад што за мене е неразумен, но во ред. Во ред. Изборите се за нешто повеќе од еден месец, кампањата започнува за една недела од денеска, граѓаните се суверено пред кои што ние тоа го презентираме и тие се тие кои што треба да судат дали ВМРО ДПМН има добра или лоша програма или дали СДСМ има или воопшто нема програма. Така што многу бриго од денеска ќе го добиеме одговорот на ова прашање. Колешка да имаш да еден коментар за коалицијата на ДУИ со други политички партии. За прв пат се случува коалиција и со партии кои не се албански.
Па добро, тоа предпоставувам ќе треба Демократската унија за интеграција и раководството да даде одговор зашто тоа го прави. Ако мене ме прашувате за моje мислење и моја анализа, ценам дека се обидуваат да направат маневар на политичкиот простор, со што ќе го ублажат поразот на следните парламентарни избори од страна на консолидираната, условно кажано, албанска опозиција во Македонија. Не мислам дека ќе биде овој потек успешен, имајќи предвид лицата кои што пристапуваат на таа коалиција, но времето ќе покаже и гласачите, нели? Ова е можеби моје погрешно толкување на овој обид. Во минатото имаше многу обиди дуи да представи одредени позиции кои што се неуспешни. Ќе потсетам на зелената транзиција на партијата, која што наместо еколошки политики презентираше бизнис тендер политики и така натаму и така натаму. Така што мислам дека ќе биде ова неуспешен политички маневар, но ајде, времето нека биде одговор на овие дилеми. Вице-премиер ќе земете од бизнисот? Имате потесен круг на луѓе кои ви... Фокусирани сме на кампањата, на програмата, се уште не сме фокусирани на персонални кадровски решенија на нивната влада, бидејќи повторно ќе кажам, е несериозно денеска, кога се уште не се знаат резултатите и перформансите, да зборуваме за било какви персонални кадровски решенија. Ајде најпрвим првата работа прво, тоа подразбира да завршат изборите, да ги видиме резултатите и врз основа на таа навигација ќе носиме одлуки во иднина. Чекајте малце, полека.